Арлингтон, Вирџинија, мало од предградие на Вашингтон. Обична крстосница која со ништо не се издвојува, освен кога ќе погледнете одблизу. Тогаш ќе видите прашање напишано на лист хартија и неколку камења. Прашањата за храна се навистина лесни, но не сакав да биде само храна. Прашав Кока-кола или Пепси, чипс или морков, индиски ореви или фстаци. Неодамна прашав кој е подобар пример, Хари Потер или Катнис Евердин. Предниот трем од куќата на Сузан гледа кон крстосницата со незините прашања. Секој ден по едно ново. Никој не знае дека таа ја има смислено оваа забава за да го одржи ведриот дух кај соседите, но и самата да преживее тежок период од незиниот живот. Сестра ми беше диагностицирана со неизлечив рак на мозокот. Знаевме дека има околу 16 месеци живот. Во тој период направивме се што можевме да направиме, додека истовремено беше на терапија. Дојде овде за последен пат да го види цутењето на црешите. Бевме 3 сестри, многу блиски. Средната е таа која почина. Отидовме до океанот, Северна Каролина и Флорида. Во меѓувреме, нашиот татко имаше срцев удар. Заврши во болница и таму почина. Ги загубив сестра ми и татко ми и потоа дојде пандемијата. Некои гласаат со прачка, некои со камен или парче материјал од соседното градилиште. Еден ден, покрај прашањето, Сузан оставила и кутија и порака, со која побарала донација за засолниште за бездомници. За еден ден собрала $92. Потоа ги прашала минувачите да кажат нешто за себе. Па почнала да наоѓа писма во кутијата, ги чита, а снимките ги прикачува на YouTube. Секој може да скенира баркод и да чуе некоја од приказните. Едно од писмата: Драг креатору на анкетите, најпрво ти благодарам. Оваа дневна анкета стана нешто што со нетрпение го очекувам. Се викам Майк, имам 32 години и неодамна бев отпуштен од работа која ја сакав. Ова беа неколку тешки недели. На поранешните колеги им праќав пораки со прашањата и тоа за мене беше начин да останеме во контакт. Сузан никогаш не поставува политички прашања. Вели дека незините прашања се само за важни работи. Денешното прашање: Плутон, планета или не? Неколку парчиња хартија на земја, неколку камења и улица, која само на изглед е празна.